Почитуван председавач, почитувани колеги, почитувана јавност. На дневен ред е предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа. Овој закон е усогласување со уставните измени и со Законот за прекршоци. Ќе потенцирам еден член, тоа е со членот 1 се менува членот 48а, при што се предвидува опомената како инспекцијска мерка која се изрекува со решение на субјектот на инспекцијски надзор, на кој му се определува рок во кој е должен да ги отстрани утврдените неправилности и недостатоци, како и постапката по изрекувањето на опомената. Исто така во овој член е утврден и исклучокот кога не се изрекува инспекцијска мерка или опомена и има неколку низа на членови кои што се менуваат. Убаво е да се проговори на овие теми и да се отворат некои многу суштински битни теми што се случуваат во државата. За жал беа спомнати од претходните колеги и говорници влијањето на локални шерифи и ние вие како власт, парламентарното мнозинство, имате посебна одговорност за она што се случува во државата, да пробате да ја промените ситуацијата, бидејќи тоа го ветувавте предизборно. Мене многу ми е жал што колешката Шакпарска посочи еден таков случај дека имала лошо искуство со локален шериф. Јас сум за најголема осуда за тие такви случаеви, но за жал, иако дојдовте со ветувања дека ќе се променат работите на подобро, ние гледаме во државата во овие 3 години статус кво на секое поле, освен што пробавте да работите на надворешната политика, но пак со тие според вас договори што сте ги постигнале, па предизвикавте низа проблеми, а и не ја постигнавте конечната цел да имаме преговори за Европската Унија. За жал, сведоци сме и во сегашноста дека имаме низа од случаеви. За жал, некои се знаат, некои не. Некои од вработените се охрабруваат да проговорат за нивниот прогон, притисок. Некои не се охрабруваат и тие остануваат така да работат и да молчат. Нормално е тоа кога нивната екзистенција е во прашање. За жал, минативиот месец-два сум сведок на еден таков локален шериф кој што здравствени работници кои што сакаат доблесно, честно да работат во државава, да допринесат за здравјето на граѓаните, обструираат и не сакаат да продолжат договори, да дадат решенија за луѓе кои што не се од иста политичка провиненција, па тоа е како една од причините, а не нивната стручност и квалитет како доктори или како сестри. Се уште владее тоа влијање и действување на локални шерифи, за жал, не се искоренува тоа. Сметам дека јавните функционери треба да бидат пример за тоа како треба да се однесуваат сите по хиерархија во општеството, но за жал бевме сведоци на видео снимки кои што одеа по телевизиите дека градоначалници вршат мобинг врз вработени во градинки и сето тоа навистина е многу невкусно и пред мали деца, но и е невкусно да се врши на таков начин. За жал, од она што го ветувавте дека ќе има правда и право, ќе бидат заштитени човековите права, навистина потврливте во таа област. Во овој закон се спомнува и презумпцијата на невиност. Имаме низа случаеви од како сте вие на власт дека имаме прекршување на презумпцијата на невиност, дека не е заштитена. И навистина е неблагодарно да се зборува за право и правдина, а кога имаме ние такво реално општество. За жал, на скоро сите полиња направивте една таква збрка што измешавте се. Во овој закон зборуваме за безбедност и здравје при работа, но како да зборуваме за безбедност и за какво здравје при работа кога во државата не се гарантирани ниту основната безбедност, колективната безбедност на граѓаните во Република Македонија, ниту пак е обезбедено здравјето на граѓаните. Зошто ќе речете? Заради вашето неработење
и носење само популистички мерки и закони, како што со овие закони, наместо да се лоцирате на суштинските кои што се битни, пред да се распишат избори, да завршиме со тие закони, вие навистина по итна постапка, по скратена постапка, внесовте закони кои што не се и tekako битни на граѓаните. Тие се само од корист, да речам, на вашата партија и на никој друг. Најосновното оно што го немаат граѓаните за да имаат здравје, затоа што првен кога зборуваме за здравје, зборуваме за општо здравје на човекот, на граѓанинот, потоа следи за здравје на работата, го немаат чистиот воздух. Кампањата со која што е една од кампањите со кои што вие дојдовте на власт е токму за чистиот воздух. И од тогаш, откако вие дојдовте на власт, за жал, за чистиот воздух ништо не направивте. Се организираа и јавни расправи, имаше и заклучоци, се правеа и акцијски планови, но не се тоа акцијски планови според вас велите конкретни мерки. За жал, тие ви се сите мерки во подготовка, во процесуирање, ништо не направивте и заради тоа имаме се повеќе заболени од загадениот воздух. А требаше да ви биде приоритетно тоа, но, како што кажав, немате ни една конкретна мерка и сите ви се тие проекти во однос на почист воздух во државата, дека ќе ги исполните во иднина. За жал, реков дека немаме во државата колективна безбедност и ќе ви кажам зошто. Прво, на улиците во низ државата, а и низ главниот град, немаме безбедност, затоа што недалеку од Собраниево, на 50 на 100 метри, во сред бел ден, се случуваат инциденти, тепачки меѓу млади, меѓу средношколци. И навистина ние како родители сме уплашени за безбедноста на нашите деца во сред бел ден, а камоли во ноќта кога излегуваат да седнат со своите пријатели. Тие обично тепачки се предвреме организирани, затоа што на YouTube и на Facebook мрежите, на интернет мрежите, доколку отворите, ќе видите низа снимки од тепачки меѓу млади лица. И обично тие почнуваат состоење еден покрај друг, обавезно трет снима и почнува масовно тепање, крвничко тепање. Тука се гледа омразата помеѓу младите луѓе и верувајте дека низа функции да имаме во животот, не сме ја постигнале основната цел да нема таква закрвеност меѓу нашите млади. За жал, од Министерството за внатрешни работи беше кажано и лани беше најавено дека ќе се вратат позорникарите, дека веќе во одредени градови, па и дека и во Скопје како најголем регион ќе покријат со една превенција, заштита, појава на улиците, но за жал, како се повеќе се манифестираат тие тепачки по улиците, јас сметам дека и во таа област имате многу потфрлено. Потоа лани беше претепан смртно бившиот градоначалник на општината Газибаба, претходниот градоначалник Тони Трајковски. Видовме трогателни снимки на медиумите, на порталите, но за жал, освен едно паушално известување дека е пријавен инцидентот, немаме ниту одговорност за тоа, ниту кој го сторил, ниту нешто конкретно превземено. Така да, ние можеме да зборуваме овдека, да се надмудруваме и да се напаѓаме кој што направил. Она што вие ветувавте и она што беше ваше главно мото, дека да дојдете на власт, дека вие ќе обезбедите живот за сите, едно општество за сите, ништо од тоа не исполнивте. За жал, навистина потврливте во сите области и сметам дека 12 април ќе биде судот кога за се што не направивте, а богами и за се што направивте во држава ќе биде судот и мислам дека државата и граѓаните ќе ви кажат никогаш заев, никогаш СДСМ на власт повеќе. Благодарам. Благодарам. Реплика пратеничката Сименска.